Правењето сарма во македонската кујна е нераскинлив дел од традицијата. Се подготвува со прас, месо, орис и зелка, а старите искусни домаќинки велат дека за вкусна сарма е потребно најголем зачин, а тоа е љубовта. Пред камерите на Емнет, Штипјанки велат дека сармата може да се подготви и мрсна и постна, ама имајќи во предвид божикниот пост, ќе ја подготвуваат со ориви и печорки. За младите домаќинки и со мелено месо и ориз, другото дополнително што се става и тоа. Пржи се праза нормално, се што треба. После се стави месото, па после оризо и така, после моташ. И црвен пипер нормално на крај. Зависи кој што сака у зелката. Прас, ориз и месо. А посна ако биде само ориз и прас. Ориз и месо и убаво замоташе и ја наредеш у тенџере и стаеш да се варе. Фактички стаеш вода и стаеш урелната, поубаво да си направена, тихо си се прави она и од старо време, още од мајка ми, јас знам. Мотаната е по-добра. Па нема да стават месо, ориз само, разчиња нешто кој сака така се стави. Домаќинките ја подготвуваат сармата на различен начин, мотана, растурена или пак подварена. Дали тоа штавел, лозов лист, блитва или зелка. Сите се вкусни на свој начин. Растурена од лоза, од зелка. Пример од лоза. Лис, убава е. И растурена има и мотана. Мотаната е по-добра. Инаку сармата има потекло од турската кујна, а самиот збор сарма има потекло од турскиот јазик и означува да се свитка.